Првата идеја беше да направам двоен албум со 10 исти песни во различни аранжмани. Како што на овие два албума можат да се видат 4 песни. Но едноставно немав сили да го направам тоа и тешко ќе ми одеше промоцијата на истото. Ова е малку поразлично од се она што го работел, како звук зборувам, што го работел Горан последниве неколку години, влечи корени од онај почеток што го спомнав, малку по-рокерски звук, по-бендовски звук со гитари и тапани, така и ние поставата. Се собравме разни луѓе, како што викаш, од 3 различни генерации, така и го снимивме албумот. Се е под негова диригентска палка, значи он е толку спремен и целиот во кога работи некој проект му е од А до Ш, онака нацртано што све му е во главата како, вклучително кој што све треба да свири, но секој од нас и го носи својот звук како инструменталисти. Некои парчиња се од театарски представи или само делови, некои се направени посебно, како и да е, ете, во една година објавив 2 дебитантски албуми. Во прво лице еднина, за прв пат се представувам под своје име и презиме, надвор од некој проект, бенд или група. Како луѓе совршено добро функционираме кога ќе седнеме да работиме, јавно сме малку различни по некои ставови музички. И секогаш кога ќе му давам трака да работи, он ја работи поинаку него јас што сум ја замислил, а моите први впечатоци се дека можда не е успешна таа соработка кога прв пат ќе чуам, него ми треба време, трето, четврто, пето, шесто, седмо, осмо слушање да сватам дека е птен добра песна. Тоа се случи со Ново лисиче и со Будење на пролета и со сите песни. И више сум навигнат кога ќе добијам трака од него, знаеш, на прва лопта да не ја сваќам него, тоа ќе се деси малце покасно. Овие албуми се овие 2 албума и песните што ги имам се одблесок на работата што имав изминативе 10 години. И Рацин и Плевнеш сум го работел во театар, значи нивните стихови сум ги употребувал во различни проекти, во различни театарски представи. Ова беше само иницијатива една да го направам сето тоа. Впрочем, моите поранешни во рок музиката испади, со падот на Византија, со Мизар во 2 наврати, ги чувствував како еден вид на изливина, еден вид на емоција кој што остана недокажани, недоизречени поточно. И со овој албум сакав, ако не друго, барем, можеби не да заокружам, но барем да затнам една дупка во она што го чувствувам како можност за еден мој опус, за можност за моје изразување на тоа поле на музичкиот израз. Немам никакви претензии, ниту намери општествено да учествувам во некаков си вид на општествена организација или делување. Тоа е една моја лична и субјективна
слика, еден мој внатрешен проблесок и крик внатрешен кон нештата што се случуваат околу мене, кои ги тангираат и ги дразнат луѓето што се околу мене, вклучувајќи и мене самиот. И со тоа сакав да бидам искрен, да го кажам она што ме преокупираше во изминатиот период. Политичен во смисла на тоа дека имам став, а не дека сакам да бидам присутен на некаква си политичка сцена. Имањето став не значи претензии, туку имањето став значи дека ја согледувам реалноста и ги чувствувам работите. И имам собствено мислење, а не сум дел од една толпа која што други ја манипулираат.